Чим се случува ваков тип на ситуација, како сега, тогаш треба да се запрашате што не чини во пазарот на снабдување. Дали не е помалку лицемерно владата да вели дека го поддржува бојкотот на граѓаните? Јас мислам дека државата треба да повторно да седне на маса, нека со било кого, со самата себе и со политиките кои ги води, да види каде ние ја промашивме лекцијата, зашто Македонија не произведува доволно храна. Мицкоски и ДПМН не направија ништо за да ги спречат вртоглавите растави на цените. Може да има и еве ја се прашувам дали има и договарање на цените на целокупниот пазар за сите производи. Насекаде во регионот и во Европа цените на основните продукти паѓаат, а само кај нас значително, драстично се зголемуваат. Треба да се прашаме зашто створивме во општество на кое му е полесно да тргува отколку да произведува. Велат Артан Груби е близок со СДСМ. Истиот тој Артан Груби беше пропуштен да помине преку граница од кадри кои што се тесно поврзани со ВМРО ДПМН-евски челници. Одговорноста за овие нарушувања и на овие знаци на напредок кои што постоеле ја носиме. СДСМ беше казнет на избори. Македонската економија е увозно зависна. Трговскиот дефицит до ноември минатата година бил над 600 милиони евра. Повеќе увоз одошто експорт. Според статистиката, македонската економија бележи околу 3 милиарди евра повеќе увоз од извоз. Тоа значи дека трговскиот дефицит ќе биде околу 30%. Наши најголеми партнери се Германија, Србија, Грција, Кина, Велика Британија. Стопанската комора на Македонија формира посебен борд од менаџери што треба да одреди некаква нова стратегија во соработката со странство. Во издање Трин гостин е Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Македонија. Господине Пешев, недела и ден во кој граѓаните бојкотираат, незадоволни од цените, односно потрошувачката кошничка станува се поскапа. Сметате ли дека ова незадоволство ќе има некаков ефект и каде ја гледате вината? Ке трговците или ке владата? Очигледно е дека намерата е да се даде порака до ланците на ланците на големи супермаркети, меѓутоа прво треба да анализираме во какви состојби тоа се случува и да се изанализираат последиците на кои тоа генерално доведуваат до енормно зголемување на цените на производите во делот на исхраната. Мислам дека ова е легитимно право на граѓаните да го искажат својот револт заради инфлаторните случувања што се случуваат. Меѓутоа факт е дека ова иницијатива доаѓа после серија на слични такви бојкоти кои се случија секаде во регионот. Значи не е уникатно наш производ. Со инфлацијата се борат сите. Ако видите еден дел, да не говориме за земите во Европа кои се во исклучително тешки економски услови сега во моментот, ќе видите дека еден дел од програмата на новиот президент Трамп е наменета за намалување на инфлаторните случувања во Америка. Една Америка со толкав голем и развиен пазар, со можност да влие многу на таа, дошла до дереже да мора да интервенира на инфлаторните случувања. Меѓутоа, за разлика од кај нас, каде што тоа не се решава на системско ниво, мислам дека тригер за оваа ситуација се на страна од високите цени кои се во нашите маркети, се и добрите финансиски резултати кои ги покажа ланците на супермаркети. Тоа помалку ги како да кажам, ги сепна или ги натера на интервенција граѓаните. Меѓутоа, ценам дека за да оваква иницијатива има ефект, таа треба да трае многу долго или доволно долго, за да има некаков сериозен одраз на функционирањето на маркетите. Чим се случува ваков тип на ситуација, како тогаш треба да се запрашате што не чини во пазарот на снабдување
и зашто во Македонија тоа толку е силно изразено, а реков не е само во Македонија, секаде во регионот е така, тогаш очигледно дека конкуренцијата е мала. Сметате ли дека трговците или владата е виновна за високите маржи и растот на цените? Видите, ако ги прашате трговците, они ќе ви дадат нивните причини заради кои таа оперативна маржа е висока, они ќе ви кажат дека струјата е висока, они ќе ви кажат дека цените на работната сила се големи, они вработуваат многу луѓе, инвестициите во начинот на пазарување многу инвестираат, токму заради тоа што сакаат да го подигнат ниво во исчекување на големите промени кои и јас очекувам да се случат во периодот што следува. Не е тајна дека имате два типа на различити ланци на супермаркети кои продаваат од гондола, добро средено, или од кутија. И ака поедноставено да кажеме, и овие имаат помали трошоци, помалку се трудат тоа да биде направено. Меѓутоа, знаете како, многу е тешко да делувате. Јас секогаш сум бил поборник на тезата дека ако имате проблем во економијата, вие треба да го решавате системски. 35 милиони евра профит обезбедени минатата година 7-те најголеми ланци во Македонија. Високи маржи има во сите речиси трговски центри, Камп, Стокомак и Стокомак на 13%, до екстремните во Рамсто 37%, Тинекс 29%, Рептил 24%. Минатата година само Веро имал профит од 11 милиони евра. Видите, ние не сме планска држава. И многу е тешко да на правните субјекти кои функционираат во економијата на државата или на пазарот, им наметнете кога и како и колку ќе заработуваат. Вие морате како држава да влијаете на тоа, освен апелите да они се да бидат, како да кажам, поумерени во делот на заработките. И реков дека еден од тригерите се добрите финансиски резултати на ланците на супермаркети. Мислам дека сам државата може да интервенира само со механизми кои директно ќе делуваат на генерално на цените на производите на пазарот, кои се директно засегаат најзагрозениот дел од популацијата во државата. Некој ќе одговори на ова ваше тврдење дека еве владата еден период одлучи да ги замрзне цените. Имавме така наречена новогодишна кошничка. Но тоа, ако се анализира, не даде никаков ефект. Ефектите говорат дека у периодот дека владата беше таа мерка, тоа беше мала мерка. Во меѓу трговците ги зголемија цени? Не, него зголемувањето на кошничката и на цените стоеше на исто ниво, споредено статистички во месеците. А додека инфлаторните движења на целокупниот пазар на сите останати производи идеа нагоре. И тоа со забрзано темпо. Имаме лоша економска година, имаме ситуација во која Македонија објективно не може да одговори со своето производство кое може да влезе во тој сегмент. Втор сегмент многу чуден е дека цените на слободните пазари не се драматично пониски од цените во супермаркетите. И се поставува прашањето дали само ланците на супермаркети тоа го работат или генерално вклучната слаба понуда на пазарот остава простор да сите што се занимаваат во ланецот на трговија заработуваат доста. Господине Пешев, има незадоволство од граѓаните од растот на цените на производите, но не слушаме, например, негодување на граѓаните дека банките, например, ги зголемиле давачките за клиентите. Нивниот профит оваа година ќе надмине речиси на 250 милиони евра, при тоа само во комерцијални некои помали. Дивидендата останува во Македонија. Нема реакција ниту од Народната банка. Како да кажам, се одлучивме за слободно генерирање на цените на пазарот. И кај банките позицијата е таква да
банките што може да функционираат и кај банките имаме многу профитабилни и не толку профитабилни банки. Имаме ситуација, мислам дека многу е тешко вие сега да се враќаме назад на системот во кој државата ќе ги контролира и маржите на банките, и фиксните трошоци на банките што ги плаќаме, и профитите да им ги мериме, и ја напуштаме политиката на слободен пазар. Зошто не може да се стави ред? Ниту во банките, ниту меѓу трговците. Видете, тоа се непазарни мерки. Генерално тоа се непазарни мерки. Државата секогаш може тоа да го направи, меѓутоа ценам дека се далеку по сврсисходни или употребливи мерките во кои државата ќе стане активен соучесник во тој пазар. Втора работа е дека мислам дека треба да се фокусира владата на онаа класа на производи и на нив да контролира кои навистина помагаат. Ја не знам која е причината да ја лимитирате цената на некоја екзотична печурка или нешто што се купува по пазарите, или на скапите сирења кои доаѓаат и кои ги купува само одредена класа на тие производи се и онака луксус и тие може да имаат каква сакате цена на гондолата. Тие не влијаат заради тоа што значаен дел од популацијата не ги користи тие производи. Значи, пораката е дека треба државата да биде фокусирана на класа на производи кои директно го засегаат буџетот на секој нормално македонско семејство, со фокус на класи на производи на кои треба да се најдат системски мерки како тоа да се подобри. Дефинитивно, една од клучните мерки е да се помогне нашето домашно производство. Ние како да заборавивме дека бевме држава која нуди раноградинарски производи на секаде во регионот, а сега гледаме дека веќе скоро втора, трета година го пратам тоа, ние нашето раноградинарско производство излегува во блиску до мај. Тоа веќе не е раноградинарско производство. До тогаш веќе увозот на раноградинарски производи од секаде во околината се случил, а да не ве чуди тоа дека имам информации дека значаен дел од раноградинарските производи доаѓаат со бродови од Египет. И се низ ланците на снабдување се продаваат низ целиот регион. Значи, сведоци сме на социјален бес и во земјите од поранешните ју републики. Постои реално капацитет од социјална револуција. Дома па и пошироко. Видите да ви кажам, сега инфлацијата, цело време тоа говориме. Гледате инфлацијата и низ призмата на тоа колку се качува нивото на платите. Колку е покачено нивото на платите, пензиите и сето тоа, и колку е реално инфлацијата во тој период. Дали во Македонија власта е контролирана од олигархијата и со неја кокетира на некој начин? Ја мислам дека олигархија сериозна и не имаме. Значаен дел од луѓето кои се во олигархијата не се ни занимаваат со овие прашања. Снабдувањето со храна не спаѓа во категоријата на производи со кои се занимава, да кажем условно, најголемите македонски компании. Најголемите македонски компании ги има во сегментот на деривати, а таму цените се контролирани, имаме и регулаторна комисија која тоа контролира. Кај нас најголемите играчи во економијата се, споменавте, банките. Банките се регулирани од Народна банка, но и покрај тоа генерираат добра заработка. Ние некако ја фативме европската филозофија на однесување и мислам дека во тој сегмент значаен дел на онаа работа е одливот на работната сила од руралните средини во Македонија, со што се намали капацитетот на производство во државата. И мислам дека тоа се огромна корпус на прашања кои треба да бидат тангирани, за да можеме да видиме каде сме, зошто сме. Инаку моето очекување се дека на среден и долг рок може да ни се случи да во државата имаме влез на странски производители кои ќе го искористат овој празен простор и ќе се позиционираат во делот на производството на храна. Дали не е помалку лицемерно владата да вели дека го поддржува бојкотот на граѓаните,
опозицијата вели и ние сме ги поддржуваме македонските граѓани, во право се кога велат дека цените се високи, владата која ги креира политиките. Па нема, видите, треба суштински да се влезе во математиките при дефинирањето на цените. Имавме неколку обиди да се лимитира еден тип на маржа, па оперативната маржа, па разни маржи да се лимитираат за одредена класа на артикли. Ако немате вие тачна представа што е вие реалната цел, тогаш примената на целокупниот тој корпус на прашања е комплицирана работа и мислам дека тука имаме и сериозен недостиг на капацитети во рамките на администрацијата која би го пратила тоа. Значи, вие имате Министерство за економија кое во принцип во овој момент е единственото во состојба да врши некакви анализи на таа работа, меѓутоа немате луѓе кои можат да активно ја стават државата. Знаете, трговијата со храна во државата не е најдоминантната. Енергијата е најдоминантната поента и ќе видите дека многу таму се внимава и многу се инвестира. Јас мислам дека државата треба да повторно да седне на маса, нека со било кого, со самата себе и со политиките кои ги води, да види каде ние ја промашивме лекцијата, зашто Македонија не произведува доволно храна во услови на поволни временски и климатски услови за производство на храна. Увезуваме храна, увезуваме струја. Значи, милиарди трошиме за увоз. Треба да се прашаме зашто створивме во општество на кое му е полесно да тргува отколку да произведува. Стопанската комора на Македонија како најстара и најбројна бизнис асоциација постојано е во диалог со владата без разлика кој е на власт. Постои спрега помеѓу бизнис заедницата и извршната власт? Ја мислам дека не. Има диалог, има сигнализации. Има ефективен или диалог на глуви? Ќе се сликате, ќе си кажете и толку. Јас сум видел неколку влади, сум комуницирал со неколку влади. Во минатото повеќе беше формален диалогот. Се надевам дека ова влада нема да примени таа тактика, него ќе има реално, бар сега првите сигнали се дека сакаат да го слушнат аргументот ама ефектите треба да ги видиме. Доналд Трамп најавува повисоки царини, протекционистички мерки кон Европската унија, Кина и Канада. Која страна би ја одбрала Македонија? Соединетите американски држави како стратешки партнер или Европската унија како наш најголем трговски партнер во кој најголем удел има Германија? Видите, јас не можам да се одведам во впечатокот дека првата недела од или 10 дена сега, не знам колку се испадна од мандатот на новиот американски председател, се исполнети со популизам. Многу закани, за реалниот поредок во светот, со чувство дека Америка тоа може да го преброди. Јас можам да коментирам, рецимо, подобро ми се познати работите со Канада. Ќерка ми е канаѓанка, сопругата е почесен конзул на Канада, така да тие работи ми се добро познати. Амбицијата на Трамп да и се закани на Канада дека ќе ја присоединува до територијата на дагото, за мене е исклучително или неозбилна, или многу опасна закара. Со Мексико политиката на блокирање, тотално блокирање на границите према Јужна Америка на долги стази ќе се судри со реално можноста да Америка делува на својата инфлација. Значи, политиката која ја заговара сегашнава администрација во Америка, која се содржана у неколку постулати, тоа е Америка пред се. Втората е drill baby drill, или ќе копаме колку што сакаме од изворите на нафта и газ кои ги имаме во државата, ќе произведуваме автомобили со нормално согорување, а не електрични автомобили.
ќе ги затвараме границите со големи царини и давачки, за мене е нешто што упатува на прилично изолационистичка политика која Америка е некарактеристична за Америка. Америка била отворена економија со многу конкурентна сила. Они недвојбено се една од најголемите купувачи во светот, меѓутоа затварањето во собствени ровови на долги стази нема да помогне. Пример за тоа ви е состојбата со Русија. После толку многу економски санкции наметнати на неа од страна на најголемите европски држави, Америка, пола свет кој го поддржува западниот концепт во раководење, Русија се заврти према земите на БРИКС и си направи нови пазари. И скоро да ја мислам дека она падна, нејзината економија падна. Меѓутоа руската економија никогаш и не била клучен фактор во дефинирањето на светските процеси, освен во делот на енергенсите. На светот сепак му треба период на смирување на страстите и претераното трошење на средства за воената индустрија. Заговарањето на тоа дека земите на НАТО ќе треба да одвајаат 5% од својот бруто производ за одбраната на државата е објективно нереално, заради тоа што и најдобрите држави во тој сегмент не покажуваат економски перформанси посилни од 3%, зголемување од 3% годишно. Тоа значи дека се што е во зголемувањето на економијата плюс уште 2% треба да иде за одбрана, што е објективно нереална категорија. Така да мислам дека понатамошното заговарање на воинствени и конфликти со контролирано дејство во кој ќе се трошат старите залихи на оружје и ќе се прават заработки на база на ново производство на оружје, не го водат светот во правилен правец, првенствено заради тоа што природата станува немилосрдна. Благодарам за гостувањето и за разговорот. Ви благодарам и вас. Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора.